Владата нема да дозволи Македонија да биде вовлечена во политички препукувања кои се потребни исклучиво на Грција за нејзини внатрешни потреби. Премиерот Христијан Мицкоски вели македонците во Грција имаат апсолутна поддршка во борбата да опстои Центарот за македонски јазик во Лерин, кој грчкиот суд го забрани. Според Мицкоски, европските партнери се сведоци на уште едно непочитување на договорите од македонските соседи. Апсолутно тоа е уште еден показател дека од добрососедството само нашата страна се грижи, но тоа нас нема да не обесхрабри. Јас сум свесен дека таму се потребни провокации за да ние исто така изреагираме реципрочно. Ние како политичари можеме да дадеме логистика, тука Европскиот суд за човекови права и така натаму, така што тие ќе имаат апсолутно нашата поддршка. Ние нема да реагираме како во минатото, ние сме свесни дека се ќе дадат нашите соседи да не вовлечат во нивната внатрешна политичка расправа и ќе ја направат Македонија како тема. За проблемите со другиот сосед, Бугарија, Мицкоски вели дека владата не може да влезе во наивен процес во кој само Македонија ќе прави отстапки, а без притоа да има јасна гаранција за влез во европското семејство. Според него, ставните измени со одложено дејство се можно решение, ако има гаранции за полноправно членство во ЕУ. Бидејќи никој ништо не може да ни гарантира, не можеме ни ние да бидеме толкави оптимисти како што би сакале да бидеме, и затоа овие два процеса кон полноправно членство во Европската унија и завршување на домашната задача ќе ги водиме паралелно. Нема ништо мудро во политиките на ВМРО ДПМН, вели председателот на СДСМ Венко Филипче. Обвинува дека владата ги влошила односите со Бугарија и не покажала интерес за продолжување на европскиот пат. Се што гледаме само влошување на односите со соседите. Не гледаме ниту еден чекор во насока на обид да се направи нешто во контекст на тоа што го ветува. И ако тоа било дел од стратегијата, ја навистина не знам што има мудро во ова политика. Сметам дека досега ова влада не покажа апсолутно никаква намера ние да го продолжиме европскиот пат. Премиерот неколку пати нагласи дека Македонија не бега од разговори со Бугарија за начинот на внесување на бугарите во македонскиот устав, но дека тоа ќе го направи со представници на стабилна политичка влада во Бугарија, а не со техничка. Но додека тоа не се случи, власта нема да губи време и, како што рече Мицкоски, ќе се фокусира на домашните задачи, односно реформските процеси за исполнување на стандардите за членство во ЕУ.